И додека кинеските производители на автомобили силно вршат притисок да влезат и да доминираат на европскиот пазар на електрични автомобили, Европската унија започнува контраофанзива за поддршка на европските производители на автомобили. Во Шпанија владата го поддржува планот за рехабилитација на старата фабрика на Нисан во Барселона, напор што го започна Сојузот на компании предводени од Кев Technologies, широко признат производител на електрични автомобили дизајнирани за моторспорт. Ни треба автономија за да произведуваме блиску до овде. Не можеме да зависиме од она што се случува во другите делови на светот. Навистина треба да зависиме од добавувачите кои се блиски до нас. Во најновиот извештај на Меѓународната агенција за енергетика се вели дека кинеските производители на автомобили постојано заземаат место на европскиот пазар, продавајќи еден на секои 5 продадени автомобили во Европа минатата година. Во исто време европските лидери бараат начин да возвратат и превземаат чекори за заекнување на конкурентноста на нивните производители на автомобили. Европската унија сака да ги поттикне производителите со даночни поволници, заеми и гаранции за да ги поттикнат инвестициите на европско тло. Дајте нови опции за земјите членки да бидат поддржани во областите каде што постои ризик од преместување. Истражувањето на пазарот направено од фирмата Benchmark Mineral Intelligence сугерира дека европскиот синџир за снабдување се соочува со предизвици во добивање материјали од земји како што е литиумот за производство на батерии. Кина ќе биде доминантна оваа деценија, но мислам дека до следната деценија ќе забележиме проширување на производството и се надевам дека следната деценија ќе видиме повеќе разновиден синџир на снабдување. Се надеваме дека треба да биде почист со помало загадување. Со ова ќе бидат принудени шпанските компании да имаат повеќе иновации и да ја вратат предноста.